Во Паличка. Ама со количка се може да го седнете во количка? Јас со помош моја, инаку не може сам. Синот на Милица Раичевиќ има 39 години. Тој е лице со хендикеп, но според законската регулатива ги има сите права за гласање. Иако поминале повеќе изборни циклуси од неговото полнолетство, за прв пат годинава на локалните избори го искористи своето право да гласа, и тоа во домашни услови. Неговата мајка вели дека со тоа се потврдило дека и тој е дел од ова општество. Не го искористи затоа што никој не ме запознал со тоа и затоа денеска ве дојдоа и баш сум среќна што се дојдени да има право и детето му е да гласа, да биде и он дел од Македонија. Поднесов парична помош што прима детето и така ми известија дека има право на гласање и гласаше со помош моја. Дрита Салихи е една од 15 лица со хендикеп од општина Тетово, кои на локалните избори 2017 гласаа во домашни услови. Задоволна е од оваа можност и апелира сите да си го остварат ваквото право. Ја гласав дома, дојде дома ке мене и бев задоволна, да. Дали и ова прв пат да гласаш или претходно одеше на гласачко место? Не ми е ова прв пат. Отидов и порано сум отишла. Дали имаш проблем при гласањето? Дали ти помагаше некој за да гласаш? Мајка ми ми помагаше. Свеста за гласање кај лицата со инвалидност во Тетовско за само неколку недели работа на терен се зголеми. Тоа во поголемиот дел е резултат на реализацијата на проектот И јас сакам да гласам, спроведен е од Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово. Преку запознавањето на лицата со посебни потреби со можноста да го остварат своето право да гласаат во домашни услови, со потребните документи кои треба да ги достават и со постапката на гласање, од само 8 гласачи со посебни потреби на минатите избори во општините во регионов, сега бројката се зголеми на 28. На последните парламентарни избори кои се одржаа 2016 година, да го земеме пример Тетово, излегува само 6 лица со посебни потреби кои го остварија своето право на глас. Сега сме задоволни со бројката од 15 лица кои излегува да гласаат. Резултат сигурно на тоа беше и нашата кампања што ја водевме, што ги анимиравме луѓето и уште повеќе што им ја објаснивме процедурата која треба да ја направат за да го остварат своето право на глас. Гласањето во домашни услови за лицата со хендикеп ги надминува бариерите за пристап до гласачкото место, зашто најголем дел од нив се без соодветни пристапни рампи. Каква е можноста да се дојде до гласачкото место? Има ли пристап, има ли рампи за да се оди? Нема. Нема рампи. Треба да има? Да. Можноста да гласа е законско право на секој граѓанин на Република Македонија. Неукоста, непознавањето на законските права и обврски во изминатите години ги попречувало овие лица да бидат дел од изборниот процес. Но работата на терен на невладиниот сектор ги обезбедува ваквите услови. Ова разбрав преку Сдруженијето на церебрална парализа, пошто ние се дружиме. Андонов пак вели дека и натаму ќе треба да се работи за оваа порака да стигне до сите и навреме да си ги обезбедат условите за гласање. Неколку лица, иако беа више длабоко навлезени длабоко ги помина 18 години, се уште немаа лични карти. Кога ги прашавме што е проблемот, зошто немаат лични карти, тие најчесто рекоа или не знаеме, или вика нас ни е многу тешко нашето дете да го однесеме во полиција за да се фотографира за лична карта. Всушност, тие беа целосно информирани дека со законските одредби они треба само да пријават, а надлежните служби од полицијата, односно тие што се бават со издавање на лични документи, се должни да го посетат во домот и таму да направат фотографирање, односно да земат податоци за издавање на лична карта или на пасош, било што. Ова не насочува во еден друг правец дека многу повеќе треба да се работи на информирање на овие лица,
Најверојатно тука треба и службите од МВР да бидат вклучени, за што повеќе да ги запознаеме со овие права што ги имаат овие лица, зашто секоја година нели се поголем број лица навлегуваат во 18 години, односно мора да имаат лични карти. Но лицата со хендикеп имаат и друга порака, навидум сурова, но сепак реална, до идните општински власти. Сакам да изгласам дека ако не, ова наред секако кога ќе има глас, ако не го прават путот за колички да шетат, ја нема да идем да гласам. Проектот И јас сакам да гласам, Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово го реализираше со поддршка од Европската Унија и Граѓанската асоциација Мост во соработка со Сдруженијето Дејче и регионалната телевизија Ултра. Резултатите на последните локални избори потврдија дека со работа на терен и со едукација на лицата со попреченост и нивните семејства може да се допре до свеста и да се поттикне можноста за остварување на ова законско право на сите.